Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова е прва емисија во 2014 година, почитувани гледачи. На почетокот ја избосакувам убава среќна и берикетна година и све најдобро во 2014 година. Од 20 до 22 јануари 1990 година, значи точно пред 24 години, беше одржан тој прекина 14-ти конгрес на Сојузот на комунисти на Југославија и според многумина тој е почетокот на крајот на Титова Југославија, бидејќи два од трите столба на Титова Југославија веќе не постоеше Јосип Брз Тито, веќе не постоеше после тој конгрес Сојузот на комунисти на Југославија и беше само прашање на време и прашање на техника како ќе биде растурена и JNA, односно ќе биде армија под контрола на српските генерали и на Слободан Милошевиќ. 24 години после завршување или прекинување на оној последен конгрес на Сојуз на комунистите на Југославија, ми се чини дека Македонија и Босна најлошо помина во тие 24 години. Збориме од една денешна дистанца. Србија помина низ војна, Хрватска низ војна, Косово се случуваше, тоа се случуваше, меѓутоа на патот кон НАТО, кон ЕУ, кон некои решавање на клучни проблеми, Македонија и Босна ми се чини дека најлошо помина. Па без сомнение, мислам, она што се случува денес на клучните точки од развојот на една земја покажува дека објективно Македонија, Босна, за разлика од речеме другите нации, Словенија, Хрватска, Србија, Црна Гора и така натаму, Босна, Македонија и Косово тука се на опашката од разврската на некогашна Југославија. Косово сепак доби држава, иако не беше република во рамки на Сојузна република Југославија, значи сепак може да смета дека од тоа растурање успеал нешто да ефектуира многу повеќе. Ние навистина добивме независност на 8 септември, меѓутоа клучните прашања не ги решивме. И таа позиција ни риба, ни девојка што не беше на конгресот последен на Сојузот на комунистите на Југославија, како да не се провлекува изминативе 24 години. Не би рекол дека ни риба, ни девојка на конгресот, последниот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, кога словеначката делегација го напушти конгресот, значи Сојузот на комунистите на Југославија, ние апсолутно немавме никаква дилема. Нашата делегација веднаш се состана. Говорам за делегацијата на Сојузот на комунистите на Македонија, не говорам за раководството на Централниот комитет на Сојуз на комунистите на Југославија од Македонија, или во конкретниот случај Милан Панчевски. Подобро, клучни позиции. Тој најави дека конгресот продолжува и покрај напуштањето на делегација на Словенија. Меѓутоа, нашава делегација веднаш после напуштањето на делегацијата на Словенија се состана и ние практично едногласно одлучивме дека во смалена Југославија, односно во смален Сојуз на комунистите на Југославија, нема никаква сvrha ние да учествуваме, да партиципираме. И тоа го соопштивме во моментот кога словеначката делегација напушти конгресот. Јас директно се јавив преку македонското радио и во еден разговор со покојни Ајановски Ѓорѓи, главен и одговорен уредник на Радио Словија, кажавме дека ние донесоме едногласна одлука, дека ако остане ако излезе само една републичка делегација партиска од Сојузот на комунистите на Југославија, нам не е местото таму. Господине Петковски, отидовте после на оној конгрес или она заседавање или конгресување што се правеше во Топчите, кој го правеше СК движењето за Југославија на чело со Бранко Мамо. Да, Перо Гошев беше, делегација македонска беше. Македонска делегација мораше да оди заради едни специфични историски околности. Македонија мораше да води многу поголема грижа и од Хрватска и од Словенија како ќе настане таа дисолуција, бидејќи беше сосема јасно по распадот на Сојузот на комунистите на Југославија, иманентно. Не треба многу мудрост тука дека доаѓа до распаѓањето на државата. Ова е Цанкариев дом, едно од култните места на словенечката демократија или едно од местата кај што пред 24 години се распаѓаше поранешна СФР Југославија, некаде на крајот на 80-тите години. Овде отпочнува словенечката пролет, кој со таа парола Европа здај кулминираше со тоа напуштање на 14-тиот конгрес во Сава центарот од 1991 година. Бевте председател на Сојуз на комунистите на Словенија и во колективната меморија не само на македонските граѓани, туку и на граѓаните на просторот на поранешна СФР Југославија, останавте забележан како човек кој го растура или го прекинува тој 14-ти конгрес на Сојузот на комунисти на Југославија. Па треба признат да су ти процеси кои су довели до
tog rascepa na 14. kongresu da su dugo trajali. Ja sam možda imao neku značajnu ili najznačajniju ulogu u samo vreme kongresa i tih par mjeseci pre kongresa kad sam bio predsjednik. Ali bih htio naglasiti da se tu nije radilo samo u sukobu nekih partijskih birokratija iz različitih dijelova bivše Jugoslavije, već se radilo o bitnom pitanju kako će se usmjeriti i Republike i Jugoslavija u odnosu na europske integracije. Mi smo došli na kongres sa parolom Europa sada i iza te parole je stajao program kojeg je doneo naš kongres u vreme kad je mene izabrao za predsjednika. Ja sam i vodio tu grupu koja je pripremila taj program. Zvanično se zvao za europski kvalitet života. Dakle, mi smo tražili, na primjer, na početku kongresa da bi počeli sa europskom himnom, a ne sa Hej Sloveniji ili Internacionalom. Tome su se smijali, onda je stvar postala ozbiljnija, ali još kad smo odlazili, možete se prisjetiti da još tada kad smo odlazili, da je bio pljesak, dakle da su neki bili oduševljeni da odlazimo, zbog toga neće imati toliko problema sa Slovencima kao u prošlosti, pa da će se lakše sukobljavati sa demokratskim snagama u drugim dijelovima, u Hrvatskoj i drugim dijelovima tadašnje Jugoslavije. Kako nasrbite da im odgovaraše vие да го напуштите конгресот? Подоцна им марите на Бора Јович, на Велико Кадивич, знаете како да се остава отворена врата, дека таа идеја може би била оперативна, дека всушност Србија сакала Словенија да излези, дека немала ништо против Словенија да излези, и дека тоа може би разговарано на некои средби со Кучан, може би разговарано во некои неформални разговори, дека многу полесно тогаш Србија или таа скратена Југославија би го решила босанското и би го решила хрватското прашање. Имате ли вие чувство дека Србите и Белград посекуваа Словенија да излезе, дека баш и не се премногу потрудија да ја задржа Словенија во таа една Југославија? To je apsolutno istina, to sad posle 20 i više godina se to jasnije vidi, to nije sporno. Sporno je da li su bili konkretni razgovori, to ja nisam bio na tim razgovorima, ne bih htio o tome, ali je činjenica da je interes Miloševića u tom trenutku bio da dobije apsolutnu većinu u predsjedništvu Jugoslavije, da bi mogao ići na vanredne mere u celoj Jugoslaviji, ne samo na Kosovo, nego u celoj Jugoslaviji. Mnogo toga bi se promenilo, ali zanimljivo u onom trenutku kad smo mi rekli da idemo u Ljubljanu, Ivica Račan je došao za mikrofon i tražio prekid kongresa i onda na demokratski način izglasao u svojoj delegaciji da i oni odlaze. Dakle, oni su znali da i naglašavali da Jugoslavije bez Slovenije nema i da Saveza komunista bez slovenskog dijela više nema i da je to za njih neprihvatljivo. Dobro, 23 години после тоа, како ви звучи тој аплауз? Имаше аплауз кој се заменува Словенците од Конгресот. Јас бев тогаш многу млад, не бев ни новинар, и ми имаше останато во сеќавањето тој аплауз, знаете. Неколку работи останат во сеќавање во животот. Едно од тие работи е тој аплауз кој се слушаше кога словенечка делегација го напушташе тој конгрес. Pa da, danas je to jasno. Sad kad ja odem u Beograd ili druge sredine, niko neće reći pa bili ste u pravu tada. Mi smo tada morali odlučiti za Europu, a ne kasnije. Цирил Рибичич беше начело на словенечките комунисти, кој таа 90-та година го напушта 14-тот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија. Знаете, во колективната меморија на држава, на луѓе и на народ, а може би во мојата колективна меморија останале многу слики во однос на таа поранешна Југославија или на поранешната држава, меѓутоа кај мене се извојуваат две слики. Првата е некаде од 86-87 година, тоа е голот на Кушта од Фљам Мутари, кој го дава на стадионот на ЈНА во утакмицата со Партизан, и втората слика е тоа ракоплескање на српските комунисти во моментот
српско-словенечките комунисти во Сава центар го најавуваат своето напуштање на тој 14-ти конгрес и според мене тоа ракоплескање всушност значеше во еден процес на крвава разврска на југословенската криза. Кога напуштате 14-тиот конгрес, кога слушате тој аплауз, предпоставувате дека ќе дојде таква крвава разврска на југословенската криза? Znali smo da se priprema sukob između Hrvata i Srba. Naknadno je lako to reći, ali tad se posebno ona suza Sonje Lokar ovdje u Sloveniji pokušavaju neki pripisati toj suzi kad je ona potočila suzu kad smo odlazili, da je njoj žao da napuštamo drugove iz drugih delova Saveza komunista Jugoslavije, ali u toj suzi je bilo očito i razmišljanje o tome kakva će biti budućnost i koje su te opasnosti koje čekaju i Sloveniju i druge delove bivše Jugoslavije posle našeg odlaska. Ова е поранешниот воен суд во Љубљана, почитувани гледачи, значи веднаш позади нас е поранешниот воен суд во Љубљана, десно од нас е поранешната касарна Маршал Тито и тука некаде веќе пред 24 години беше одржан тој познат судски процес против четворицата и во рамки на тој судски процес на неколку години затвор беше осуден Јанес Јанша, подоцна во 2 наврати премиер на Словенија, министер за одбрана, денес лидер на словенечката опозиција, против кого исто така се во 2 судски процеси, едниот судскиот процес Патрија за купување или давање мито или корупција околу увозот од одредено финско оружје и вториот судски процес е заради немање документи и докази од каде има стекнато одреден имот за кој нема платено данок. И вториот осуден во тој судски процес, во кој беа осудени четворица, меѓутоа вториот битен за нас е Франци Заврл, кој во тој момент беше главен уредник на Младина, бидејќи во Младина, како тога смета југословенските војни власти, биле пишувани или биле откривени одредени војни тајни. Подоцна Франци Заврл прави успешна бизнис кариера, ја формира агенцијата Пристоп. Агенцијата Пристоп во Македонија беше многу популарна и многу позната пред 3 години, кога беше таа афера Надеж 1 и 2, кога наводно кабинетот на Бранко Цренковски платил некаде 340-350 евра токму на таа агенција Пристоп, која требаше да изработи политичката стратегија за политичко делување на Бранко Цренковски при неговото враќање на чело на СДСМ. Дали Младина може се смета дека ја растори поранешна СФР Југославија? Младина во тој период на 80-тите години всушност правеше сериозни турбуленции на словенечката, подоцна и негословенската политичка сцена и остана на некој начин врежано во колективната меморија дека Младина е веројатно тој Николец кој всушност ги катализираше тие процеси на растурање на поранешна Југославија. Младина е сигурно била у језгру događanja u to vreme. Mi smo odlučili racionalno da trebamo razbijati tabuje, otvarati teme od, ako hoćete, civilno služenja vojske, sindikata, političkih stranaka, političke slobode i onda i udbe i vojske i trgovanja oružjem. Znači, takvo se vreme ne može ponoviti jer je tad se radilo o promjeni sistema, o tome da su svi bili zajedno, sarađivali na toj promjeni i nama je bio u jezgru demokracija. Danas demokraciju imamo stranke, možemo na izbore i takvo se vreme ne može ponoviti. Бевте тогаш одговорен уредник на Младина. Ja sam bio odgovorni urednik, da. Bio sam i 4 godine odgovorni urednik. Во тој период се отвара тој случај на четворицата. Кога сте и вие осуден е Јанес Јанша на 18 месеци затвор или на 4 години затвор, значи четворица со одредено обвинување дека се издавале државни воени тајни кои биле објавувани во Младина, а дека сте подкупиле некој заставник тамо во ЈНА кој ви ги давал тие воени тајни. Смешно делува од сегашна дистанца, меѓутоа тоа беше тогаш вака една сериозна афера која потресуваше не само Словенија, туку и Југославија. No, ja sam bio 30 puta na sudu, civilnom, zbog svoga rada u Mladini. Imao sam puno procesa, pa sam na to već tad navikao i nekako kantovski, filozofski, etički stav moj je bio da ću sve žrtvovat, da ću sve uraditi za demokraciju. I znali smo da će jednom i vojska intervenirati. To je bio proces pred vojnim sudom, bez advokata.
Ворен Цимерман, кој беше амбасадор на Америка во тогашна Југославија, се смета како еден од клучните играчи на тој процес на растурање на Југославија. Велите дека сте биле на него на неколку вечери во Виена или во Беч, како што кажавте, значи тој пред Југославија беше амбасадор во Виена, значи еден од клучните играчи, подоцна неговото име го среќаваме, не знам, во Чиле или во некои јужноамерикански држави, еден од клучните играчи на растурање на таа Југославија. Каква е улогата по вас на Цимерман? Ја мислим да нисам јас со ним био неки страшно тесним односима, али смо се видели и мислим да су велике снаге увек играју у малим земјама где се догаѓају промene. Нормално да е Америка била, а и друге држави демократске, заинтересирана тада да се уведе демократија и да се они подупирали снага као што е Младина. И морате знаат да е Младина имала 100.000 тиража и да е Младина била фактор тад у целом полju Југославија. Па ја мислим да смо ми били јако занимливи суговорници разним људима из дипломација, аташеима, па и велепосланику Цимерман. Какво е вашето мислење за Цимерман? Беше толку клучен и опасен човек кој што денес се говори или како се говори последните 20 на години дека еден од главните архитекти на тоа што се случи во Југославија, дека Ворен Цимерман, дека врз база на неговите проценки и анализи сушно се менуваше таа американска политика од поддршка на Анте Марковиќ и на Југославија, па до поддршка на едно сецесионирање или разделување или раздружување на Југославија. Ја во тоа време нисам поддржавал тоа, како би рекол, поддржавање Марковиќа и те прагматични игре кои су меѓународне западне снаге играле во Југославија, као решичемо приуреду, па че из тога и демократија. Ја мислим да иде обрнуто. Прво треба демократија, па онда ќе бит и тржишта и приуреде. Така да мислим да и ту била погрешна процена америчка подупирање Марковиќ. Постојат многу места, почитувани гледачи, кои можеби да асоцират на тоа растурање на поранешна СФР Југославија. За некој тоа е Гази Местан, за некој тоа е Конгресот, 14-тиот конгрес во Сава центарот во Белград, за некој тоа е слугината на власта на Слободан Милошевиќ во Србија или зградата на поранешната цека на Југославија, меѓутоа за мене постојат само две места кои може да се сметат како места кај што почнуваат тие процеси на растурање на поранешна Југославија. Првото место е овде, поранешниот воен суд во Љубљана, кај што некаде пред 24 години беа осудени на затворски казни 4 лица со потекло од Словенија, меѓу нив е Јанес Јанша, заради наводното издавање на државни воени тајни. И второто место е Цанкариев дом. Ние значи тука ги завршуваме најави пред поранешниот воен суд во Љубљана и одиме да ги кажеме најавите пред Цанкариевиот дом или местото кај што некаде на крајот на 80-те години се правеа тие најголеми дебати во Словенија под мотото или под паролата Европа здај, и тоа всушност беше мото на словенечките комунисти од тој процес на растурање на поранешна Југославија. Кога ги гледаме тие интервјуа на Аца Василевиќ, кој тогаш беше прв човек на КОС, тогаш тој не остава простор за сомневање дека дел на странски служби и помагале на Младина, дека Јанес Јанша бил соработник на германските служби, дека всушност била одбрана Младина за растурање на таа Југославија. Ја мислам да људима као што е Василевиќ не треба веруваат ни мало. Они су радили као манипулатори, они су се тиме професионално бавили, па су то радили и после и давали те интервјуи и така дале. Тоа е принципијално мој став. Ја људима не дајам кредибилитет кои су некад манипулирали и то радили. Што не значи да Младина nije тесно сараđivala, на пример, sa америшким, recimo, zvaničnicima. Ja sam lično bio na dosta tih večera i ručaka. Bio sam u Beču kod Cimermana, koji je bio veleposlanik, ambasador. I normalno imali smo kontakte sa atašejima i tako dalje. I danas se tako radi, da se u kriznim žarištima ili tamo gde se promene vrše uvek neke strateške igre igraju. Znači, bilo je igara, bilo je i tih kontakata, samo nemamo Aci Василевиќу превише веровати. За Јанес Јанша, сите тие информации, ајде да речеме шпекулации, дека бил соработник на германските служби, вие тие информации веројатно ги имавте, веројатно доаѓаат до вас. Јанес Јанша во еден период е истакнат член на комунистите на Словенија, станува соработник на Младина, ви дава одредени информации, осуден на неколку години затвор, сега е лидер на словенечката опозиција, на доста контрадикторна кариера. Сега му се заканува ситуација да биде или Берлускони, или да биде Тимошенко, или да биде некој словенички Иво Санадер, знаете, мислам, два судски процеси. Ако потегнемо паралелу, например, со Србијом
I tamo se pokazalo da je Popović bio u otporu i bio je u kontaktima sa američkim službama. Sad, nedavno. Ja mislim da ako bi neko od nas bio aktivni saradnik neke od službi, za mene se pričalo da radim za Amerikance, na primjer, jer sam najviše sa njima se družio. Ja ne kažem da oni nisu nama puno pomogli, oni su nas i obrazovali, mi smo dobivali literaturu, informacije i tako dalje. Ali da bi neko od nas, pa i Janez Janša, bio registriran saradnik ili zbilja stvarno saradnik, onda bi se to u tih 25 godina već znalo. Kod Popovića se to pokazalo u par godina. Znači, imali smo kontakte, sarađivali smo, a ja mislim da niko od nas nije bio agent u tom smislu da bi, ne znam... Preko vas da se ruši Jugoslavija, na primjer. Pa, nisam to rekao. Mi jesmo rušili Jugoslaviju, ali nismo htjeli, barem ja lično, nikad nisam htio uništiti državu Jugoslaviju. Mene se radilo samo o demokraciji. I za mene 88. ili 87. bilo bi sasvim prihvatljivo živjeti u Jugoslaviji, ne? Kako je bila konfederacija, samo da ima političke slobode. Франци за Врл признава дека имал средби со високи представници на Американската амбасада во Австрија и во Југославија, односно во Виена и во Белград, и добивал задачи, инструкции и помош во тој процес на растурање на поранешна Југославија. После 25 години убаво е да се слушни како функционираат тие работи, почитувани гледачи, за да знаете на кој начин големите држави работат на растурање или на некои други процеси во одредени држави кај што имат интерес. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрилактив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Во некои моменти тука во Словенија ви се чини како времето да има застанато, бидејќи и денес, како пред 25 години, убедливо најмоќен политичар во Словенија, иако е пензионер, Милан Кучан, тој е начело на таа групација, или има формирана таа групација 21, на 21 најмокни бизнесмени тука во Словенија, ги има во свој раце бизнес конците, политичките конци, и всушност од позадина и денес ги влече сите тие потези на словенечката бизнес и политичка сцена. Кучан е се уште толку моќен во Словенија? Значи некаде до пред 15 или 20 години се велеше дека Стане Доланц е човекот кој ги влече сите конци од позадина во Словенија, дека се многу блиски со Кучан, и денес вела дека Кучан и се уште и понатаму има власта, дали преку службите, дали преку бизнисот, дали преку директорите, дека се уште е сива еминенција или на некој начин од позадината ги влече тие конци на словенечката политичка сцена. Кучан има изузетна власт, možda ne više toliko direktno, nego ima ono kao figura, to je kao neki, šta ja znam, kao neki Božje oko sa strane što gleda tako nešto. Tako. Isto i Tito je imao takvu vlast, makar nije znao svega, ali mnogi su se na njega povikali.
to je za njega i zbog njega i tako to. Ali još uvijek ima izuzetnu vlast. Sve ove gdje god čovjek malo gurne, nađe se Kučan. Gdje god malo gurne. Негови луѓе. Da. Значи мрежа. Mreža. Како некој Ватикан во рамките на словенечката политика. Tako nekako. Makar bi ja rekao da ima Kučan jaču mrežu od Vatikana u Sloveniji danas. Змаго Јелинчич е убедливо, ама баш убедливо најконтроверзниот политичар во Словенија во последните 25 години. Пред 3 години тој ја вади аферата во која е вклучен самиот крем на словенечката држава или на словенечкото општество. После таа афера оставка се поднесува тогашната министерка за внатрешни работи госпоѓата Кресал, а во суштината на таа афера се наоѓа фактот дека повеќе од 40 или 45 видни словенци, дали станува збор за политичари, за бизнисмени, за доктори, адвокати, значи самиот крем на словенечката држава биле вклучени во тој секс со кучење на чело на целата таа афера или на чело на целата таа групација, настрана групација со одредени настрани сексуални склоности, се наоѓа сопругот на поранешната министерка госпоѓата Кресал и всушност после вадењето на таа афера пред очите на јавноста, кариерата на господинот Змаго Јелинчич е забетонирана, односно пуштена низ вода, бидејќи како што вели тој, тоа педерско или геј лоби во Словенија, тоа не можело да му го прости. Многу ми смета дека можеби сте имали снимки, сте имали докази и тоа било причината за една брутална ваша елиминација од политичката сцена. Ja sam u parlamentu govorio da postoje snimci, postoje fotografije, postoje dnevniki o tim zlodjelima i ja sam to rekao u parlamentu. I onda se kod meni su napravili pretres. Mene su aretirali u Kranju, znači išli su za mnom, znači sledili mi protivzakonito već neko vremena i tako to. I onda me aretirali, išli. Naoružana policija je ušla u parlament, što se ne dešava nigdje u svetu. Došli su vamo i napravili pretres kuće i svega. I došli su milicajci popodne i rekli smo, izvinite gospodine Linčić, nije to zato, mi tražimo ako imate neke materijale. Pa kažem, kakvi materijali, nemam ništa. Мислеа на оние материјали околу тие сексуални афери на видни словенци со кучиња. Tako je. Добро, реална ли е таа афера, знаете сепак? Ovo se sve nestalo, nema ništa. Тешко човек да поверува дека група на видни словенци би имале сексуални афери со купени кучиња. Meni je, тоа знаете да. Ja sam o tom razgovarao И дека сопругот на министерката за внатрешни работи, господинот Кресал или сопругот на госпоѓа Кресал, кој тој беше министер за внатрешни работи или министерка, bил главен во тие афери? Ja neću da kažem koja imena su tu, jer da me opet ne daju na sud, jer me svake toliko daju na sud. Jer to u parlament go kažavte? Ja rekao sam u parlamentu, da. Rekao sam u parlamentu i razgovarao sam o tome i sa sadašnjim predsjednikom države Borutom Pahorom tada i rekao mi je da, sad ne znam odakle mu ta broj, ali rekao je da je bilo upletenih 42 osobe v ta afera. Денес постојат многу приказни кои се кажат тука во Словенија, се кажат и во Белград, дека всушност на српските комунисти, на тогашното водство околу Слободан Милошевич или околу тогашната ЈНА предводена од Велико Кадевич, можеби им одговарало Словенија да ја напушти поранешна СФР Југославија, дури не правеле никакви пречки Словенија да ја напушти поранешна СФР Југославија, напротив дури ги охрабрувале словенците тоа да го направат, достајне на скратена Југославија и наместо да има 8 члена на тогашното претседателство, да има 7 члена и тога србите со своите 4 гласа секојаш да може да носат одлуки во своја корист. 91 година вие сте министер за информации, кога е таа војна во Словенија, јуни месец 91 година, вела дека веројатно Словенија собрала најмногу симпатии во таа 91 година, бидејќи Јелко Кацин ко министер за информации перфектно има одработено својата работа и многу мина тука во Љубљана вела дека многу поефикасна била улогата на Јелко Кацин во таа војна во Словенија отколку територијалната одбрана на Јанез Јанша. Помалку лажевте ли таа 91 година која напаѓавте ЈНА? Дававте ли помалку непроверени, неточни информации за одлично да спинувате дека станува збор за една брутална агресија, а словенците се една голема жртва?
Ja sam još uvijek ponosan na svoj rad u ono vreme. Naime, mi nismo ratovali zato da u ratu pobedimo, nego zato da prekinemo ratni sukob. To je bila alfa i omega svega. Zato sam ja u ono doba djelovao znatno, kako bi rekao, smirenije od svih mojih kolega, od tadašnjih ministra koji su ratovali. Ja nisam želeo ratovati, pa sam na neki način smirivao situaciju. Вие тогаш бевте еден од најмокните луѓе во Словенија, или луѓе за кои се врзува таа независност на Словенија, збориме таа 90-91 година, министар сте за информации. Кога сега ги читаме мемуарите на Бора Јович, кој беше председател на председателството на СФР, и некои генерали на тогашната ЕНА, тогаш се стекнува впечаток дека на србите им одговарало Словенија да ја напушти тогашна СФР Југославија, дека без малку и не се ни потрудиле да ја задржа Словенија во рамките на тогашна СФР Југославија. Имало ли тајни преговори помеѓу Словенија и помеѓу Србија, тоа да биде на еден таков, условно речено, мирен начин дозволено за минување на Словенија? Не. JNA je na svaki način pokušala sprečiti raspad Jugoslavije, pa su u martu 1991. bili pred presudnim momentom kada su morali odlučiti šta i kako. Odlučili su da izvrše vojni udar, ali im je bio veoma značajno da dobiju podršku iz inostranstva, prije svega sa Zapada, i bilo je jasno da Zapad ne bi reagirao u toj situaciji, jer su svi bili zainteresirani da niko ne provocira tadašnji Sovjetski savez koji se raspadao, ali je problem bio u Sovjetskom savezu, gde Crvena armija nije dala jasnog signala, a to je radi opskrbe rezervnim delovima i svim ostalim bilo veoma važno za Kadijevića. Tako je Kadijević sam otišao u ona, kako bih rekao, kritička vremena kada su pokušavali celo predsjedništvo da kako bih rekao, da ih udalje iz funkcije, kada su organizirali posebnu sednicu predsjedništva Jugoslavije u prostorijama SSNO-a, odnosno JNA. Ta sednica je bila razdeljena na dva dela, na prvi i drugi deo. Između prvog i drugog dela Kadijević je bio u Moskvi, gde je tražio podršku za vojni udar, i tada je bilo rečeno da, daćemo vam podršku, ali prvo moramo mi skinuti Gorbačova. I tako je JNA čekala, pa čekala, pa čekala. I kada je došlo do proglašenja naše nezavisnosti u junu, krajem juna, onda su tada, po scenariju koji je bio pripremljen za mart 1991. krenuli ka granicama. I onda se veoma brzo pokazalo prvo da taj scenarij nije realan, da je neoperativan, i JNA se našla u klopci, nije znala šta i kako, i onda je bilo jedino rešenje za njih da spasu barem tehniku i naoružanje i ljudstvo koliko ga god mogu spasiti, i tada su pristali na moratorijum koji je na kraju doveo i do povlačenja JLA i Slovenije i do međunarodnog priznanja. Јосип Broz Tito умер 1980 година, од 22 јануари 90 година последниот конгрес на Сојуз на комунистите на Југославија. Тој ден се смета на ко растурање на вториот столб на таа поранешна Титова Југославија останува JNA. Очекувавте ли тогаш дека JNA може да преземе нешто? Се сметаше дека... Не очекувавме, ние имавме јасни сигнали, видејќи партиските активисти, па ако сакати воениот командниот дел на армијата почна да врши силен притисок секаде. Како последица на што знаете дека дојде до интервенцијата на JNA и во Словенија и покасно и во другите делови на Југославија, ние не сакавме до такво нешто да дојде во Македонија. Јас ќе кажам и од ова временска дистанција. Имаше луѓе кои од ова патриотска партија кои говореа, слушате луѓе, ние мора да отвориме војна, бидејќи држава не се прави без крв, така на тоа. Ќе сакавме мирна разврска и напуштањето на JNA да биде достоинствено, мирно, без последици, и се разбира амбициите Македонија да се биде самостојна суверена држава, да бидат реалност. Господине Петковски, кога ги читаме мемуарите и на Мамоло и на Кадиевич, кога читаме одредени стенограми, белешки, кога ги читаме плановите кои се искажаат во мемуарите на Бора Јович, тогашен председател на председателство на СФР Југославија, се гледат две работи. Прво, дека армијата имала разработено планови за пуч во поранешна СФР Југославија, тоа е едно.
и од кога веќе не успеваат тие планови за пуч во поранешна СФР, за зачувување на СФР во еден таков облик каков што беше, зборам територијален, тогаш да се договора со словенците и Словенија да може слободно да ја напушти СФР Југославија, а да биде формирана некоја скрата на Југославија. Веројатно вие како тогашен сојуз на комунисти, како највисоко водство, ги имавте, предпоставам, тие информации дека и војската има оперативни планови и дека постојат такви некои задкулисни преговарања. Милошевиќ, Кучан, Средби Доблица, Чосиć со Дмитри Рупел и со Франци Бучар, кој тогаш е министар за надворешни работи и председател на собранието, веројатно ги имавте тие информации. Па ја не верувам дека ниту еден човек, освен армискиот дел, кој беа тогаш во централното партиско раководство на Сојузот на комунисти на Југославија, дека можел да избере варијанта војна или војна разврска. Повеќе воен пуч, повеќе мислам воен пуч. Ставање на одредена хунта. Така натаму и друг. Тие сака веќе кога почувствува дека Милошевиќ, кој што веќе се гледаше како реинкарнација на Јосиф Броз Тито, нели, творец на некоја нова Југославија без Словенија, па дури би се согласили без Хрватска дополнително, нели, дека имаше силно опориште кај армијата. И ако се сеќавате, во тоа време Србија направи полиција многу побројна и многу посилна, помобилна отколку армијата. Значи, заедно со полицијата и војниот дел кој што силно го поддржуваше Милошевиќ за останување како таков дел на некојашна Југославија, беа сериозна закана за сите останати републики во составот на некојашна Југославија. Па и сите генерали, господине Петкоски, што се врте, или најголем дел од генералите кои се врте подоцна по тие војни, или во процесот на распагање на СФР, службува или Скопје, или Струмица, или Штип. Радко Младич, например, беше во Скопје претходно во Штип. Благој Аџич службувал во Штип. Живото Аврамовиќ, кога се повлака од Скопската армиска област, го носат во Хрватска. Кукањец, кој беше во Скопската армиска област, подоцна го носат во Сараево и во времето кога се Апси Али Изетбеговиќ, тој е начело на таа армија во Босна и Херцеговина. Значи, голем дел, ајде не речам огром, ајде не речам сите, кои на некој начин беа за ме Живота Панич и така натаму. Сите кои беа тука извртени, беа од Скопје, односно службуваа во армиските структури во Македонија. Апсолутно не било наш избор. Кои биле причините, да речеме, за етаблирање во Македонија на таков силен армиски потенцијал, ја не знам. Може би чувствувале од некои нивни анализи дека полесно е во Македонија да се притисне малку, народот ќе се подисплаши, ќе се повлечат од нивната определба и Македонија да си гради самостојност и сувереност. Но морам да кажам дека во тој период клучна улога одигра Киро Григоров. Ние како сакаме може да цениме неговата историска улога. За мене е неприкосновено дека мислењето, верувањето дека Киро Григоров беше авторитетот број 1, персонификација на нацијата, на неговите стремежи за самостојна држава и одигра многу мудро во тој период со Југославенската народна армија. Токму од овие причини што вие ги спомнавте дека најмоćниот дел од врвот на Југославенската народна армија бил во Македонија. Зошто тоа, пак кажам, не знам. Од кои причини тие се распоредувале во Македонија? Покажа покасно развојот на настаните дека јана можеби на време е кренала рат со Словенија и од Хрватска постепено, ама никако од Босна, Црна Гора и Македонија, Косово и така натаму. Смета дека секојаш Македонија ќе се врати. Бидејќи имало едно или две прашања кои секојаш држеле Македонија за некоја скратена или секаква друга Југославија. Косовското прашање и прашањето нели на нашите спорови со Бугарија, со Грција, историските спорови што ги имаме, односно албанското прашање во Македонија и тие два спора со Грција и со Бугарија. И на секојаш игра, посебно и Милошевиќ, секојаш игра на таа карта во Македонија. Видите, мултиетничкиот карактер на Македонија, мултиконфесионалноста и така натаму, во услови на цивилизирано општество би се сметало за предност. Но во онакви услови какви што живееше некојашна Југославија, какви беа меѓуетничките односи како латентна постојана закана за стабилноста на државата во целина, особено на републиките како држави во составот на некојашна Југославија, веројатно не прави нас поранливи Македонија, покревки.
Напанот на меѓуетничките односи, едни се амбициите на македонците, други беа амбициите на албанците, кои не се криеа во тој период. Впрочем, не се кријат ни денес. Да живеат во една држава. Наспроти, да речеме, идејата на Милошевиќ, сите Срби во една држава, а Македонија не може да издржи самостојно, бидејќи сериозна закана да се желбите за автономија или одцепување на албанците од Македонија, веројатно дека ги охрабруваа, дека дури ни праќаат сериозни пораки. Кога вие не може да издржите сами, вие сами ќе не повикате нација на Србија. Дори господине Петковски, Груевски 25 години после тоа владее точно на тие две точки. Конфликти со Бугарија, Грција или тие нерешени историски прашања и лоши односи или подгревање постојано на тие лоши односи помеѓу македонците и албанците, без разлика што ДУИ и ВМРО функционираат во владата безпрекорно, односите нели помеѓу македонците и албанците постојано се зовриваат или се подгреваат како сарма пред сите можни избори. Јас тврдам дека ние никогаш не сме имале во Македонија толку тврд комунизам како овој што го наметнува и спроведува Никола Груевски. Значи сега би требало да биде 15-ти конгрес овде на Сојуз на комунисти. Под прилика така. Значи, ви имавте многу поголема внатрешна партиска демократија, знаете. Тоа се правеше квалитетна селекција. Луѓето кои што беа во раководствата на партиите на места клучни, прво требаше да бидат успешни, ако е во студентските рамки, требаше да бидат одлични студенти. Требаше да бидат одлични ученици, врвни работници. Сега да кажи, сега понављачи, сега понављачи во државата. Една неквалитетна селекција која се темери само на партиската лојалност и докажаност во партиските битки. Со арогантност, дрскост, со корумпираност и така. На крајот на криштата, ВМРО, ДПМН, ајде не проширам темата, меѓутоа кратка една секвенца, е единствена партија во светот која нема подпредседател. Последниот подпредседател беше Трајко Славевски. Ко Трајко Славевски таму некаде пред 5 години си заминува од политиката, нели си заминува од ВМРО ДПМН, партијата нема подпредседател. Тоа значи дека лидерот не може никој да го заменува, дека е незаменлив. Тие многу успешно го копираат претходниот систем, еднопартиски систем. И тие денес гледате, тврдат дека ВМРО не е партија, тоа е движење. А во тоа движење треба да видат сите кои се чувствуваат македонци. Тие што се ВМРО се македонци, тие што не се ВМРО се предавници. Тоа е кратка и јасна порека која они емитуваат секојдневно меѓу граѓаните. Значи, вие секој има попис, среќа нема попис, ама секој би имало попис, би требало таму национално спредавник да се пишите. Па, очигледно дека не може да се вклопам во идеолошката матрица на Груевски за поимот што е тоа државник, што е патриот. Значи, историјата ќе покаже, веројатно тоа е најдобар судија за се. Времето ќе потврди дека Македонија никогаш не била потисната од една политичка партија како што е тоа денес со ВМРО ДПМН. Словенија беше посочувана секогаш како пример за тие земји од источна Европа на патот кон Европската унија, беше посочувана секогаш како најразвиена држава од понанесниот комунистички лагер, меѓутоа денес тој балон словенечки пукна како меор од сапуница и всушност се покаже дека целата таа словенечка експанзија можеби се должела на тие пари кои Словенија на еден или на друг начин ги има наследено од поранешна СФР Југославија, ги има ставено на одредени странски банки и изминатите 15 или 20 години со помош на тие средства и со помош на тие милиарди на марки, евра или долари, Словенија успеа да ја финансира својата независност и своето економско опстојување. Кога секна тие пари, кога беа затворени тие сметки, Словенија се соочи со сериозна финансиска криза. Мила дека Словенија многу паметно го заврши тој процес на напуштање на поранешна Југославија, дека дел од тие црни пари останаа во рацете на Словенија, се спомнува неколку милиарди марки тогашни кои биле на разни банки во Германија, во Швајцарија, и дека со помош на тие неколку милиарди марки Словенија успеа многу вешто економски да плива во изминатите 15 на години, тие пари кога да ги нема сега, кога да секнаа тие пари, и тоа кореспондира со појавата нова финансиска криза во Словенија. Ове пари су нестале у иностранство, у ове оазе финансиске. Ама по тие девствени острови по Да. И то полако долази, јер ипак тоа бе пари од
поранешна Југославија, кој словенците Више мanje. Колку знае историјата да се повторува, почитувани гледачи, ако тука пред Цанкариев дом некаде пред 24-25 години отпочнал процесот на растурање, на распагање или на редефинирање на поранешна СФР Југославија, денес можеби тука во Словенија ги преживуваат истите тие моменти кои што ги преживуваше Југославија пред 25 години. Словенија се соочува со една сериозна финансиска криза, задолженоста некаде повеќе од 20 милиарди евра или некаде на нивото на задолженоста на поранешна Титова Југославија, меѓутоа по глава на жител денес се словенците 10 пати позадолжени од колку што беше просечен Југославија некаде пред 20-25 години. Од друга страна Словенија се соочува со едно сериозно редефинирање на политичката сцена, бидејќи двајцата лидери на двете најмокни партии, Јанес Јаншо, поранешниот премиер и несудениот премиер и сегашен градоначалник на Лјубљана Зоран Јанковиќ, се наоѓаат под сериозни судски процеси. Вие пред 2 години победувате на изборите. И то победувате со 2 или 3% разлика во однос на Јанес Јанша. И кога ние од Македонија ги читавме, не знам, информациите кои доаѓа од Словенија, словенечките медиуми тогаш има една жестока кампања против американскиот амбасадор во Словенија, кој лобираше вие да не станете премиер, а премиер да биде Јанес Јанша. Зошто американскиот амбасадор во Словенија не би сакал Зоран Јанковиќ, кој 2 пати претходно беше избран за градоначалник на Лјубљана, да биде нов словенечки премиер? За жупана съм избран 3-крат, туди потем ще kad sam ured na volitve. Во тој момент бевте нели 2 пати? Така, 2 крат, 2 пати, зашто американски амбасадор не би сакал? To je tudi meni uganka, on sicer trdi, da ni lobiral, čeprav ne so te signali prišli z večjih strani, ne samo iz medijev, ampak tudi iz drugih političnih strank, da se ambasador Musumeli aktivno vključil v to, da ne dobim jaz možnost oblikovanja vlade. Zakaj ne vem povedati, to ne bo njemu na njegovi vesti, ampak lahko je tudi odgovor to, da pač nisem odvisen od teh tujih velikih sil, pa me ne more obvladati. Predvsem vprašajte ambasadorja, zakaj se vtika v notranje zadeve neodvisne države. Обично се смета словенците мирни луѓе, луѓе кои се гледаат својата работа, си одат дома, во петок заминуваат на викенд, најчесто да собират печурки или се качат по планини, меѓутоа минатата година, пред нешто повеќе од 1 година, тука во Лјубљана имаше огромни протести, огромни немири, после тие немири падна владата на Јанша. Значи словенецот покажа дека знае ако сака и преку улица да ги менува работите, дојде до тој судир во делот на левицата, на стара и на нова левица, победи на изборите Борут Пахор, стана председател на државата, Јанес Јанша мораше да напушти функцијата, меѓутоа вие повторно не станавте премиер. Зошто? Зошто не му се дозволува на Јанковиќ да биде премиер? Дали е проблем човек што има дел српско потекло во Словенија да биде премиер? Ма не vem, veste, zdaj vsak bo našel nek razlog, zakaj jaz nisem oblikoval vlado. Jaz ga znam povedati isto po svoje. To, da bi bilo kaj glede mojega porekla, jaz sem pa čisto krvni mešanec, oče Srb, mama Slovenka, lahko igra vlogo samo pri ljudeh, ki res ne čutijo, da živimo v nekem novem obdobju. Ovo je Прешернов трг, ovo je срцето на Лјубљана. Ние дојавме тука во Словенија на 24 години од распуштањето или прекинувањето на тој 14-ти конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија, да видиме во каква е ситуација денес се наоѓа Словенија, бидејќи сите информации кои доаѓаат до нас во Скопје е дека Словенија се наоѓа пред банкрот и дека државата која се сметаше Швајцарија во рамки на поранешна Југославија и во рамки на поранешните источноевропски држави, денес е пред самиот праг да се соочи со одредено грчко сценарио. Се соочува и Словенија со банкрот. Некаде кога се распадна СФР Југославија, Словенија беше убедливо најразвиена држава, па до пред неколку години Словенија се посочуваше како пример на сите овие држави кои настана после распагање на тој источен лагер или на источна Европа или на комунистичкиот блок. Словенија секогаш беше посочувана како пример на најразвиена економска држава. Денес се почести се муабетите дека Словенија се соочува со банкрот. Пред неколку месеци се излезе со информација дека се потребни 3 милиарди евра за да бидат санирани словенечките банки. Тоа се големи пари, знаете. Како успеа Словенија да направи долг сега кој е безмалку пандан или по висината и со долгот на Југославија во времето на Тито кога се распаѓаше? Dug Slovenije na glavu stanovnika u Sloveniji mnogo je viši nego što je bio dug na glavu stanovnika u nekadašnjoj Jugoslaviji.
Slovenija je stvarno uzela i bila je najrazvijenija, ali su za ovih 20 i nešto godina pokrali sve. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија, почитувани гледачи. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Ова беше емисијата во Центар СМ Васко Ефто, почитувани гледачи. Ви посакувам пријатна вечер од овде, од центарот на Љубљана, од Прешернов трг. Ние се гледаме идниот вторник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.